Добро вечер од отвореното студио на телевизија Нова вечерва со мене Наум Стоилковски. Медиумите, простор за регулација или за манипулација или пак до кога ќе се бараат решенија за медиумите, поточно за електронските класичните медиуми, како што најмногу се телевизиите кога ќе се спомне медиуми во Република Македонија. Нов закон за медиуми, нов закон за регулаторното тело, односно Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, анализи кои покажуваат дека медиумите се втеруваат во агол за самоцензура, драконски казни од кои потоа власта се откажа, а новинарите секако не веруваат, новини во јавниот сервис, нов канал, но искратени пари од државниот буџет. Над сето тоа барање за одземање лиценци на медиуми, барање одговорност од првиот човек на регулаторното тело заради прогледување низ прсти за наводна медиумска концентрација. Вака на брзина ги прочитав, а ова се доволно на собрани теми повторно да дискутираме за медиумскиот простор во Република Македонија и затоа особено ако се земе предвид дека Македонија еден ден се разбуди без 3 дневни весници и еден сериозен неделник, да не се доведеме во ситуација да останеме и без телевизиите и радијата. Затоа во ова студио, околу тоа што значи медиумска регулација и што е таа разлика помеѓу терестријалните, односно земјените, сателитските, кабелските телевизии, што е тоа што треба да регулира телото, како треба да се регулираат, особено сега во овој период кога се носат закони. Во студиото ги поканив Дејан Ѓоргиевски од Центарот за развој на медиуми. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Горан Гаврилов, директор на канал 77 од Штип. Добро вечер. Виктор Грозданов е експерт кога станува збор за медиумите и законите и секогаш кога водам некоја дебата околу медиумите, мој гостин во ова студио. Не е експерт, познавач. Познавач. Внимателно чити, внимателно слуша. Од оние што знаат. И За малку- експерт кој ќе пишувам у странски весници. Експерт бидејќи имам доверба кон тоа што Да, да бидете шал, тело до ова шал. студио. Да. Така, денеска се дочевме за две од овие сите насобрани случувања кои што ги набројав. Министерот за информатичко општество денеска посочи дека има најголем буџет неговото министерство и дека најголем дел од него ќе ги подели за Македонската радиотелевизија, за Македонската радиодифузија и за регулаторното тело Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Сепак парите за јавниот сервис се помалку од оние што ги имаше додека се собираше и предплатата, а се очекува од него да добие уште еден канал, па веќе од таму има и барања за нови вработувања за да може да се задоволи сето тоа. Од друга страна, исто така денеска Советот на регулаторното тело едногласно го отфрли барањето да се одземе лиценца на една телевизија, иако имаше одредени дилеми кај дел од членовите во однос на тоа дали постои недозволена медиумска концентрација околу директорот, односно собственикот на телевизијата со други медиуми. Дали може со ова да започнеме па да прошириме кој би можел околу ова да збори. Да, прво прво да се фатиме со ова што е Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Што беше отфрлено барањето за одземање на лиценца. Нели тоа малку предраконски? Отфрлањето на иницијатива да се одземе лиценца воопшто не е драконски. Не, барањето да се земе лиценца. Значи, прво да ги поставиме принципите. Што се регулира, зошто се регулира и како се регулира генерално. Во медиумската област се регулира радиодифузијата традиционално, затоа што во најголемиот дел на незината историја до дигитализацијата, а и по дигитализацијата, радиодифузерите и радијата и телевизиите користат нешто што е јавно добро. Значи, тој дел од електромагнетниот спектар, кој што го користат за емитување на своите програми. И токму поради делење на такво јавно добро, таа област мора да се регулира, за да се воспостават правилата на користење на нешто што е јавно добро. Дигитализацијата тоа не го прекина, меѓутоа се од кабелските телевизии наваму имаме и нови платформи. И сега прашање е, тука треба да се договараме што од тоа до која мера ќе се регулира.
Тоа е првата работа. Зошто независна регулација? За да се избегне владата или било која влада, официјалната политика, токму затоа што се работи за јавно добро, преку диктирање на политиките во таа област, да спроведува една или друга политика, да ги користи, да речеме, во политички цели, со спуштање на цени, на нашиот медиумски пазар, радиодифузен пазар, со пуштање на преголем број играчи за што пазарот толков каков што е не може да ги издржи. И конечно, заради тие што емитуваат во тој дел што е јавно добро, во тој дел од спектарот, сега преку дигиталниот мултиплекс, во замена за тоа што добиваат привилегија да користат нешто што е јавно добро, колкаво ниво на јавно-сервисни функции, иако се комерцијални медиуми, ќе им ставиме и на нив што мора да ги исполнуваат и покрај тоа што се комерцијални медиуми. И сега тоа е во основата на се. Начелно што се однесува до кабелската телевизија е полиберално доделувањето на фреквенции. Барањата за нив се исти, меѓутоа не мора да се почитува цела процедура со јавен повик, па тендери, без конкурс практично се даваат. Меѓутоа тоа сепак е работа на покомерцијална, на чисто комерцијални основи е ставено, меѓутоа сепак треба да се внимава на одредени моменти, да не постои медиумска концентрација, да нема несакано мешање, не може да се дозволи оператор на кабелски телевизии, на јавни електронски мрежи да има и своја телевизија, затоа што може да искористи својата позиција на пазарот, да ја тера водата на кај својата телевизија, да ја дава префериран третман. Не може да се дозволи, политички партии, тоа што одамна го имавме пред 4-5 години, имавме една голема кампања таква за заменување на собственост, затоа што голем дел од нашите собственици, посебно на највлијателните медиуми, беа или се активни политичари, така што знаете како, ние ќе мора во еден момент да пробаме да ја решаваме сегашната неодржлива состојба на пазарот. Вие спомнавте дека затворија три медиуми, меѓутоа ако ги погледнете бројките, какав ни е пазарот по население, какав е пазарот особено по пари, мала сиромашна држава со економија која што не е устроена да ја е потребна многу реклама, како обстануваат 137 радиодифузни, 136 радиодифузни медиуми, кои 70 и нешто се телевизии, е една мистерија која што ја навистина би сакал некој да мисли како обстануваат. Па за тоа како, еве тука е господинот Гаврилов, кој што е собственик на еден медиум, на едно радио. Ако земеме дека, прво, како обстанувате, во однос на тоа, ако земеме дека насловот на вечерашната дебата е простор за регулација или манипулација, односно дали и колку има политика или струка во определувањето за тоа што треба да се регулира, чинам дека од вас беше поднесено барањето за одземање лиценца, односно жалбата, и при тоа имаше и жалба до директорот на агенцијата. Јас сум од 91-ва управител на Трговско радиодифузно друштво, веќе 26 години. И приказното 91 до сега, 26 години, не е завршена во однос на дефинирање на пазарот. Ова што го кажа Дејан, ние сме во ситуација на контролиран хаос, кој што имаме регулаторно тело кој што треба да ги постои условите на пазарот и бројот на учесниците на пазарот и правилата на игра. Затоа независното регулаторно тело ги става сите механизми за да стигнеме до услови за работа. Еден од тие механизмите е конфликтот на интереси, односно медиумската концентрација која што е регулирана во самиот закон. Ја учествувам во сите тие закони сите овие години, во 4 на наврат и сега во последниот. Медиумската концентрација е битен момент за да прво јавноста знае кој е собственик, нема скриено собствеништво, второ да се знае дали има поврзани лица и дали ќе влие на пазарот. Во конкретниот пример што се случи денес, регулаторното тело, предводено од господинот Зоран Трајчевски, кој што е машински инженер и кој што работи 6 години веќе во регулаторното тело, многу контроверзна личност, политички поврзан, кој што не доведе оваква ситуација. Негова работа е по член 34 да провери секој медиум
дали основачот е во странство, дали е достапна земјата каде што се јава основачот, например, ако имате вие основач во земја кој што има офшор компанија, и доколку тоа се случи да не го знаете основачот, регулаторното тело не смее да издаде лиценца. Ама ако земјата е достапна, како Австрија, негова должност е да отиде во Австрија да го провери. Тоа не се случило последните 5 години. Имавме една енигма во нашиот пазар, кој што господинот Тречовски се декларираше дека го решил проблемот. Меѓу кои бев и јас, например. Канал 5 телевизија, собственикот, неговиот татко беше пратеник, Најмо Стојменов, се промени. Дзинго излезе од функција, се промени. Мојата сестра беше пратеник, не е повеќе пратеник на поврзани лица. Значи, и тоа се декларираше дека медиумската концентрација и медиумската собственост сега е јасна во Македонија. Но остана еден клучен играч кој што овие 5 години беше енигма и не знаевме кој е. Ние сите знаеме, ама никој не смееше јавно да каже, а најодговорен за тоа е господинот Тречевски. Тоа знаеме дека првиот и основен проблем дека кабелски оператор, телекабел, не смее да биде поврзан со 24 вести. Имавме енигма дека тоа е на опозиција, дека е на Велија, не знам на кого, тоа гласини. Но јас се потврдив, бидејќи нашата редакција работи истражувачко новинарско, независно што се работи за тој медиум, да најдеме време и пари да отидеме до Линц и да потврдиме кој е вистинскиот собственик. За да утврдиме дека собственикот е фирма која што има шифрана дејност телекомуникации, кој што повторно има други фирми во Македонија, се занимава со тој бизнис и таа телевизија е на добро позиционирана со кабелскиот оператор. Кабелскиот оператор како основен конфликт на интерес е тоа, е да својата конкуренција едноставно не ја пушти на својот кабел. Например, во оваа ваша телевизија кај што седиме, на телекабел му плаќа пари за да се емитува. Ама сигурно не зема на својата телевизија. За публика да биде јасно зошто е тоа многу битно. Дали ќе биде достапна секоја програма на секој, или тој има предиство врз останатите. Или втора, телевизија 21, не може да се емитува. Зошто не ми се допаѓа албанска програма? Сите овие девијации е работа на господинот Трајчевски со неговите луѓе да тоа го испитаат и го забранат. Односно го регулираат. Со нашата иницијатива, денес како имавте можност да го гледате пародијата од седница, кај што рековте во водниот збор дека го отфрлиле барањето, што јас не разбрав што уствари одлучија, каде што господинот Тречевски ги караше сите советници подред, кај што ги учеше на како тоа Зоран Фидановски да биде во дилема и на крај решија да ќе видат понатаму што ќе се деси. И се стави во функција советот дека тоа е ставено под тепих. Но тоа не го решава кривичното дело. Во оваа држава кривично дело е непостапување. И колективното тело може да одговара кривично заради нанесување на штета на пазарот. Што значи тоа? Доколку имаме ние таков субјект кој што е привилегиран на пазарот и ни прави одредена финансиска штета, а ни прави, и на радио и на телевизија на самиот пазар, таа штета може да се изрази во пари кои што треба некаде да одговара. Но тоа е најмалиот проблем со конкретниот пример. Најбитниот проблем е што ние во минатото заради недоброто функционирање на регулаторното тело имавме ад-хок тело. Ние бевме единствена земја во Европа каде што имавме регулатор на регулаторот. Да збориме колку сме ние професионални, односно тие луѓе што земаат огромни пари плата. Имавме за последните избори ад-хок тело од новинари 5, кои што гарантира дека регулаторот ќе се врши професионално работата во избалансираното новинарство. Сите овие девијации последните години не доведува во ситуација да ние се браниме од самиот регулатор. Не знаеме што се конкретни правила. Дали правилата се еднакви за мене, за вас или за Телекабел или за ТВ24. Сега Суштината е тоа. Само да појаснам. Рековме, како рековте, не знаете што точно се случило, според вестите кои што излегоа. Директорот на агенцијата Зоран Тречевски појасни дека стручните служби веднаш ќе извршат проверка дали постои поврзаност на телевизијата со фирма од Австрија, со што би се создала недозволена медиумска концентрација.
потоа се појаснува дека и во однос на барањето за одземање на лиценцата не е можно тоа да се стори затоа што дури да постои недозволена медиумска концентрација, првин се дава долг рок на радиодифузерот да го отстрани проблемот, а дури потоа може да се одземе лиценца. Само да појаснам за гледачите, директорот на Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги Зоран Тречевски го поканив да биде вечерва тука, меѓутоа од своји лични причини не прифати. Ако може да продолжиме со ова првично представување, да го завршиме првиот круг на одговори. Рековме политика или струка, рековме ова е независно тело, како што посочи Георгиевски, би требало да биде, но тука имаме вмешување на политиката и на политичките партии воопшто со тоа што се назначува човек кој што, нели, како се вели, се бара да е од опозиција или од власта, или, нели, се номинира човек кој што е поврзан со политичките структури. Колку тоа може да биде независно? Повели Грозданов. Кога сме кај медиумска концентрација, да кажам дека регулаторното тело нашло медиумска концентрација кај мене лично, како Виктор Грозданов, управител на 2 фирми, и бев предупреден да ја сменам како поврзани лица. Тоа е едната работа. Тоа ќе идам хронолошки малце. Што се однесува за господинот Гаврилов и Канал 5 и Сител телевизија, господинот Трајчевски, кој што влезе во Советот со политичка одлука, а не со професионална, лично кај мене бараше начин како да му ја одземе дозволата на господинот Гаврилов и јас соопштив дека за мене Канал 5, Канал 77 и Сител се институции без разлика на моето лично мислење за собствениците или директорите. На господинот Трајчевски треба му биде јасно дека ако си дошол со политика, ќе си одиш со политика. Не за џабе се вика независно регулаторно тело, за да може да ги решава овие проблеми. Еве што е проблемот на она што господин Гаврилов инсистира. Он тврди дека ако има фирма која што подолго време има собственичка структура, која што може да биде дистрибуција на филмска програма, и тоа е медиумска концентрација. Може да биде истражувачка агенција, бидејќи се ставаш у позиција да се ставиш во подобра позиција. Значи, дека ако тоа е подолг временски период, дека ти нанесуваш штета на пазарот и таа штета некој треба да ја плати, заради тоа јас сум ти утврдил медиумска концентрација, ти си бил свесен за таа работа, многу ретко си несвесен и да се одземе дозволата. Меѓутоа во реалноста функционира вака. Значи, треба да пријавиш, нели? Луѓето ќе утврдат дека има медиумска концентрација или не, и они точно е дека ќе дадат простор 15 дена, 30 и така натаму да променат медиумската концентрација. Во случај да не ја променат, тогаш ќе се одзима дозволата. Тоа е разликата на пристапот, на начинот на пристап на решавање на проблемот. Тоа е разликата помеѓу регулаторот и тоа е разликата помеѓу некој кој што, господин Гаврилов рече, 26 години на пазарот, јавноста да знае, он е првиот човек кој што добил официјална дозвола за радиски сигнал во Република Македонија. Прво Радио Македонија. Со дозвола, зборим. Приватно радио. Приватно, да. Добро. Така да, регулаторното тело мора да разбере дека завршија приказните на политики, нема да биде целото тело заштитено од странските амбасади, како што се фалат на сите страни, а во исто време, никој што се занимаваме и од љубов и со политика, ќе и соопштиме на опозицијата да не дава непотребни изјави дека треба она да номинира, како се вика, да номинира председател или директор, затоа што во исто време принципиелно европјаните застануваат во одбрана на постоечкото регулаторно тело. Постоечкото регулаторно тело, јас ќе зборам за многу други работи, а не само за медиумската концентрација, бидејќи јас за колеги не сакам да коментирам. Едноставно тоа ми е принцип. Со луѓе што сум делал леп, немам потреба. Меѓутоа, дека има девијантни појави. Ево вака да ве прашам. Викаат ја одземаат дозволата на А2. Тоа беше политичка нарачка. Така. Знаете зашто ја одземаат дозволата? Заради неисполнување на програмски стандарди. Забавна програма. Забавна програма. Еве сега вака вика. Јас сум напишал 3 лиценци. Заедно со уште еден господин кој ше правник, господин Гаврилов го знае, ја обично не употребувам имиња.
таму пишува дека истите тие телевизии, како што била А2 и така натаму, треба да имаат 70 вработени. Сакате да видиме дека нема толку вработени? Од кои што 15 треба да бидат новинари. Значи, тоа е системот кој што ќе мора да се смени. Јас сум за промена на регулаторните тела и така натаму, меѓутоа во овој случај давам максимална подршка со од единствен принцип. Ако навистина се донесат вистински луѓе, треба тие луѓе да направат медиумска стратегија, она што го зборуваа и двајцата, колку медиуми треба постојат, кои што користат неограничен ресурс, односно кои што користат државно добро, тоа е радиофреквенција. Оваа телевизија не користи радиофреквенција, она е кабелска, користи оптичко влакно, кое што може или преку сателит се спушта во јавна комуникацијска мрежа. И затоа е со, како се вика, без конкурс се даваат овие дозволи и сме форматирани. Значи, колку радија може да постојат, дали може да, значи, на секоја фреквенција да се става радиостаници и така натаму. И едноставно заштита на бизнисот. Јас ке говорам во таа насока цело време и пак кажувам, ова регулаторно тело, значи вака да подсетам, прво непотребно го зголемија бројот на членови за да го внесат господин Трајчевски во самото регулаторно тело. 15-9. Па подоцна, за да не, значи ние, затоа што цело време употребува фаза дека странците ќе го заштитат. Не, сега има една медиумска фела која што толку точно прецизно ќе им напише на странците што точно и зашто треба овој човек да си отиде. Не заради тоа што е машински инженер, туку заради неисполнување на законот. Вака да знаете, кога ги учите првите лекции во радиодифузијата, односно и во целата медиумска шема, вика, се пишува радиодифузија, вие сте регулаторно тело, по закон волку ви се ингеренциите. Вие овде треба да гледате. Ме разбирате? Го прошируваш го проширува спектарот на делување. Добро, Значи, ако може да додадам токму на оваа тема. сакав, да. Значи, гледайте, суштината е регулаторното тело дека мора да биде професионално, во нашиот случај мора да биде мало, затоа што прво се работи за мал пазар, меѓутоа тоа мора да бидат луѓе што си ја познаваат работата, луѓе што ќе имаат интегритет. Е сега Дејан, да бидеме поштени. Нема луѓе по правилата не можеш да најдеш. Значи, тоа е целата работа. политиката лична, вие никогаш нема да ја елиминирате. Работата е тие да действуваат во рамките на тоа што им е дадено со законот и да ги имаат потребните надлежности. Значи, тие треба да бидат телото, не владата, не министерство, што ќе ги носат медиумските политики, што ќе се грижа за нивното спроведување. Ќе јас носат и одговорноста за тоа. Тие, како што спомна и Виктор, тие треба да седнат, да изанализираат, да го видат пазарот, да видат потребите на публиката. За потребите на публиката ќе се навратиме подоцна. Меѓутоа, и тие, исто како што вика Виктор, треба да кажат, слушајте, ние имаме пазар за толку и толку медиуми и тука зборувам за дигиталниот терестријален, за тие што користат ограничен јавен ресурс. Ако некој сака и му е ќев да има телевизија, има пари за фрлање, затоа што со оглед на тоа каков е пазарот, излегува дека тие што имаат телевизија и било какви медиуми имаат пари за фрлање, оти тешко може да ги вратат инвестициите. Ете му кабел, ете му сателит, таму ќе си подпише договори со кого треба, ќе се договорат, дали некој на некому ќе плати или нема да плати, тоа зависи пак и од едно регулаторно решение, како ќе се изрегулира тоа. Меѓутоа, ние тоа прво треба да го видиме, треба тоа тело да има и треба да почнеме да ги прифаќаме неговите одлуки. Видите, за сите тела ние треба да почнеме да ги прифаќаме нивните одлуки. Ние ќе избереме некое тело, не ни се допаѓа вака како функционира затоа што некој донел погрешна одлука или неповолна одлука, не чини, менувај го. Не чини, менувај го. Проблемот е што гледано вака ретроспективно од со денешна памет, нели, ние првата работа што требаше да направиме 91-а требаше да носиме закон за радиодифузија. Тоа ми беше следното прашање, Значи, нели, што правиме со првата, за да почнеме, затоа кој да што- дојде во ова студио се зборува за стратегија која што изостанува, дали било во политиката, Значи, дали било во гледате- дипломатијата, дали било во науката, еве сега и околу Гледате сега медиумите. за што се работи. Овој закон сега што го имаме за радиодифузија, тоа е окей, усогласен е со европската директива и тоа е супер ако е во Белгија, која што имала конзервативна, каде што фреквенциите за комерцијална телевизија се давани на лажичка, па мора да бидат креативни во францускиот дел, во Лондон регистрираат телевизија која што е на кабел и така натаму. И тој пазар се развивал врз основа на тоа колка ви се капацитетите на пазарот и колка ви се на публиката. Ние
од 91 до 97 година имавме неконтролиран хаос. Кој што сака отвори телевизија, неколку основни последици од тоа се што првата и најзначајна е што мислиме дека телевизијата и радиото и сите медиуми се ефтина работа. И втората е дека уште од тогаш го изедначуваме плурализмот медиумски со простиот број на играчи на пазарот, а не со суштината на нивната програма и со суштината на представување на најразлични, нели. Така да, ова сегашната ситуација е неодржлива. Спомнате дека пропаднаа три вестници и тоа се види. Нема пари на пазарот. Просто толкав пазар сме, нема пари за 7 дневни вестници. Тоа е затоа што не анализираа, затоа што не постои, затоа што треба да им Исто е, кажат. тоа е затоа што некој некому рекол, ти ако ја знаеме механиката на сето тоа. Ти имаш колега еден од Албанија, Ремзи Лани, он вика вака, вие невозможно да имате градежна фирма во Албанија, истовремено имате фудбалски клуб и телевизија или вестник. Исто е и кај нас. Вие ако сакате да асфалтирате, таква е работата. Ако сакате да асфалтирате, ќе имате телевизија која што за да вие добиете да асфалтирате разни патишта или да правите плоштаја да поплочувате или било што, затоа што државата нас економијата, јавната потрошувачка ни е основен замаец на националната економија, вие мора да отворите телевизија со која што после ќе тргувате натаму наваму со разни политики. Океј, може ли ја да асфалтирам или да го поплочам тој плоштад? Океј, ама Или тоа па нафта да си телевизија ќе биде продава. така. Или нафта да продаваш, или било што. Или да печатиш учебници, да печатиш формуляри. Така ќе дојдеме до оној делот зошто и политичките партии се ги поделија медиумите, ама за тоа ќе се навратиме еве во првиот блок на Еве не повторно во отвореното студио, повторно се занимаваме со медиумите во ова отворено студио, бидејќи, како што рековме, изостанува медиумска стратегија овие 25-6-7 години и таа стратегија всушност е потребна за да се види како се дели оној колач фактички што се однесува и до публика и до финансирање, односно до маркетингот. Па Дејан Георгиевски Центар за развој на медиуми, нели, бидејќи е развој, бидејќи се медиуми и бидејќи сте центар, како се дели тој колач? Гледайте, прво, стратегија... Имаше стратегија, ама таа стратегија, знаете каква беше? Беше ултралиберална. Пазарот се тоа ќе реши. Очигледно дека пазарот тоа кај нас не можеше да го реши, затоа што никогаш не му дадовме шанса. Еве, кога сме кај регулацијата и пазарот. Океј, вие можете да решите, пазарот се ќе решава, меѓутоа тоа значи дека ќе давате на секој што сака да отвори телевизија, ќе им ги отстраните сите јавно-сервисни функции. Ако сака да има само музика, нека има само музика. Ако сака да има само вести, нека има само вести. Меѓутоа, за сметка на тоа, ќе регулирате на друго место. Значи, ќе гледате да ги отсечете сите работи што не се медиумски пазар. Значи, може да се финансира, сето финансирање да биде транспарентно, јасно, да се знае, извешта и чуда, па ако преживее на пазарот, ако има публика, публиката на крај ќе реши. Така е. Сега ние сакаме истовремено да имаат и јавно-сервисна функција, и ако некому наметнете дека мора некој јавно-сервисни, мора да има информативна, мора да има забавна, мора да има оваква, онаква документарна програма, а тој евентуално не би сакал, сето тоа е скапо, тогаш морате да му го штитите пазарот. И тука доваѓаме до тоа дека регулаторот, од таму произлегува задачата на регулаторот и неговата обврска, тој да решава колку играчи ќе има на пазарот. Како се дели колачот, никој не знае. Рекламниот колач, знам дека минатата година, затоа што нема никој што прави сериозни мерења и истражувања. Некои податоци имаме од Македонската асоциација на маркетинг агенции, која што покажа дека телевизијата минатата година падна под 50%, односно на околу 50% од вкупниот колач. Радиодифузијата цела е на некои 55 до 60%, расте само интернет и расте out of home. Значи, билборди и постери и така натаму. Весниците одамна се има снемано и проблемот е дополнително што на интернет
расте и кај нас, како секаде во светот што расте, мислам на запад, таму каде што Facebook и Google се таму, значи уделот на Facebook и на Google расте и на нашиот дигитален адвертайзинг пазар. Стварно не знам да ви кажам, проценки се некој дека е барем 4, сигурно е 40% од digital advertising spending, од трошењето на реклами во Македонија на интернет, оди кај Facebook и кај Google. И тоа е, немате податоци, немате систематизирани за да... Добро, како тогаш се следили гледаноста, за да може да се знае која телевизија има, како ќе понуди, нели? Тоа е друго. Не е се во гледаноста. Значи, за да понудиш некому цена за маркетинг, треба да речеш Значи, најверојатно Виктор и Горан знаат да кажат многу повеќе, затоа што повеќе проблеми имаат со тоа. Ако се цени, гледаноста, слушаноста се мерили барем. Работата е што ние живееме сега во ера на дисрупција, на едно огромно пореметување што го донесува дигиталните платформи. И тоа оди секаде. Телевизиите се уште се во најдобра позиција од сите медиуми. Радиото, зачудувачки, поради специфичности некои што ги има, тоа е во релативно добра. Не се очекува некој раст бум, меѓутоа нема ни да загуби многу, меѓутоа весниците и телевизиите страдаат од неколку работи. Интернетот возможува таргетиран маркетинг. Тоа е сон на сите маркетинг агенти, на сите адвертайзинг агенти. Ги промени навиките на публиката. Значи, никој веќе не сака линеарна телевизија. Знаете, луѓето што се моје годиште, јас сум 71 годиште, отприлика некаде луѓето што се моје годиште и постари се консументи, се публика за традиционалните медиуми, за весници и за телевизија. Младите се таблет, мобилен, лаптоп, евентуално, ама лаптопот е многу голем, не може да се влече наоколу, нели, на кафе и со друштво. Всушност ја креираат Сами си креираат, гледаат што сакаат, кога сакаат и како сакаат. Во целата таа приказна проблем е што, иако не е тема, проблем е од каде пари за новинарството, за тој информативниот дел, затоа што тој секогаш бил најслабиот дел во смисла на собирање приходи. И ден денес ви во вести не можете реклама да продавате, да речеме, во Македонија и во најголемиот дел на Европа. не се продава или е за да нема законски, влијание. Законски е недозволено. Тоа прашам дали е законски, да. Така што таа ситуација нема да се тешко, јас се надевам дека ќе се подобри, дека некако адвертайзинг колачите ќе се вратат кај традиционалните медиуми, меѓутоа тоа е малку веројатно. Не да е малку веројатно, него е скоро неверојатно. Знаете, луѓе во New York Times, луѓе во Guardian велат дека сите стратегии им се базираат на тоа дека во еден момент адвертайзингот ќе дојде на нула. И сега Македонија е мала држава, ние не ги правиме трендовите, тие трендови ние доправа во целото ова све што реформираме сега и што разговараме, ќе треба и тоа да го земеме предвид, какви се негативните трендови за помедиумската индустрија на глобално ниво, а тие, како што веќе реков, не се сјајни. Виктор, гледам дека од пред малку се обидеш да влеташ во разговорот кога станува збор за делење на слободно бурниме, не е да беше друг, да. Значи прво, на самиот почеток колегите кажаа 26 години ние гледаме ист хаос. Значи прво беше немало закон, па имало закон, па ќе напишеш закон, па у законот ќе ставиш правилници, па некој ќе си ги толкува правилниците како сака и така натаму и сега дојдовме до суштината која се вика пари. Значи зборовите ке и треба во македонскиот јазик мора да се исправат како употреба во речникот наш. Значи не можеш да гледаш да бидеш слеп на нешто што се случува и да тоа го покриеш со две клучни зборови: глобализација и демократија. Значи, она што го збореше Дејан, дека интернетот зима замав, а вие кажавте дека весниците пропаѓале, да слушаа во 2005 и во 2006 година, да ги слушаа стратезите, дека ќе треба од весник печатен да се префрли на интернет, и тамо да се регулира пазарот во начинот на, бидејќи тие се пазар, така, значи да се знае колку продаш, колку ти влегле, колку кликови имаш, колку влегле да те прочитаат и така натаму. И ако продолжи држава, не само нашата држава, него генерално голем дел од држава, продолжат слепи да се однесуваат, тогаш
многу бизниси повторно ќе дојдат во една хаотична ситуација. Единствено нешто господин Гаврилов рече дека се мери слушаноста, меѓутоа тоа е мислам на дневници, мислам дека е Day After Recall и дневници. Знам дека има некакви уреди, па се мешаат фреквенции, па не знам си што. Меѓутоа, она што се утврдува во оваа држава, тоа е она што се отворил конкурс во кој што се вика џИК. Во џИКот во Македонија, Што е тоа џИК, извини? Македонски заеднички комитет за кој што го имаат направено 5 национални телевизии заедно со маркетинг агенциите за да диктираат цена. И сега во тие 5, во тој џИК, нема да верувате дека ТВ Нова не може да влезе. Среќа што колегите се коректни, па нема никаков проблем, па нема да добиеш цена на чинење така како што они сакаат. Ние збориме за медиумска концентрација, за буџети и за пари, а во исто време регулаторното тело, кое што треба тоа да го иницира, да го контролира и да го наблюдува и да го надградува, се однесува као да нешто се случува, ама знаеш сега, демократија. Ево вака на кратко да. Значи не знаат да измерат дали, например, Fox Crime, Fox Life, Fox Movies, Fox обичниот канал. Пратете ги ако ги гледате канал по канал, кога трнуваат да маркетинг да тераат. Значи они на 30 секунди се гасат, сите. И нормално зимаат од колашот во Република Македонија. Тоа не го мери никој. Ама на слаба била гледаноста, не ме интересира. 100 денари се мои, не се нивни. Патем да не збориме дека не смеат да имаат реклами. Они ги имаат. И да не зборам за другите канали, ќе оставам простор за парите да позбори господин Гаврилов, бидејќи и он директно учествува во тоа. Добро, И затоа што џИКот е идеја од 98-ма, не од сега. каква е состојбата воопшто со радијата во Република Македонија? Еве, вие сте прво приватно. Многу радија се отворија, едно време имаше голем процут, нели? Како што сега се со интернет порталите, едно време 90-тите беше радиото. 95-та имаше 300 радиостаници. Колку има сега? Сега се 74 во Македонија. Се вкупно 175 ради и ТВ станици, локални регионални телевизии и локални и регионални као Скопје се сметаат радијата регионални и национални 3. И уште едно има квази национално Радио Слободна Македонија, која е збир на многу локални фреквенции. Што е ова битно во однос на стратегијата? Значи, можеби публиката сега што не гледа, ако е премногу стручно, кажеме, расправата и глобалните проблеми, навиките на луѓето, можеби на луѓето нема да ги биде јасно за што зборуваме. Но најшто е битно за Македонија да сватат дека ние имавме еден стручен тим за медиумска стратегија, кој што ја работевме со надворешни членови, јас учествував, Дејан учествуваше, Виктор беше вработен во АПЕМ, и со професори од факултети и комуниколози. Стратегијата постоеше до 2015 како ефективен документ кој што требаше да ги утврди потребите на публиката и издржливоста на пазарот. Така. Вие можеби имате слободен простор од 200 фреквенции, но пазарот конзумира максимум 20. За една паралела, 2 милиона жители Словенија. Словенија има, ако сум грешка да ми испри, околу 48 медиуми, кои што има 200 милиона маркетинг пазар. Ние имаме 20 милиона, 175 медиуми. Тоа е голема бара, крокодили 175. За кој поправ? Ние имаме малку пари за продукција, малку пари за новинарство. Тоа значи дека морате надворешни пари да внесувате, владини реклами, собствени средства, бизнис од нафта, што рече Дејан и слично, кој што прави деструкција на пазарот. Ние од 91 до ден денес не направивме медиумски пазар. Ние глумиме медиумски пазар, а уствари не имаме до сега спорт, скап, кој што секој од нас сака да влијае, сака да вработува, сака нешто да допринесе на јавноста, а од тоа не може да заработи. Стратегијата требаше да каже кои си потребите на публиките. Господин Зоран Трајчевски ја уништи стратегијата на тој начин што 2015 дозволи да се променат сите лиценци на кој што сака да работи и да се сам декларира каква програма треба да произведе. Да појаснам. Претходно лиценците се делеа врз основа на потребите на публиката. Во Скопје ни треба джез радио, класик радио, фолк радио. Така? Тоа е скапа работа, бидејќи немате публика
во доволно за да имате реклами на Класик радио. Ама Скопје е голем град. Има публика за Класик, така. Вие задоволувате потребата на публиката. За да 2015 тој вика од 1.1 секој да се пријави сам. Од тематски телевизии кои што беа форматирани само вести, сите се пријавија на општ канал. Сега имате 8 телевизии со општ канал на кабел и 5 телевизии во етер, фри-то-ер, општ канал. Радија во Скопје сите се хит радиостаници. Зошто? Затоа што собствениците мислат дека тоа е најдобро за нив. Стратегијата ја се правеше во однос на потребите на публиката. За ова треба некој да одговара, бидејќи го нареши системот на потребите на публиката. Паметна држава планира кои се потребите на публиката, кои издржливоста на пазарот. Една Германија вие не можете да отворите пицерија на иста улица, ако не ви даде општината дека на таа улица има право за пицерија, не на оваа, а камо ли медиум. Сега, тоа зошто се прави? Од незнаење, од нестручност, од квази членови на совет кои што се неедуцирани, кои што се некомпетентни и кои што се политички дојдени вам. Тоа вака да Зошто постојано се нагласува името на директорот? Толка ли се неговите ингеренции ако земеме дека има совет? Кој раководи со телото? Да ви објаснам, кога некој ќе тргне да објаснува во Македонија, види BBC или види Англија, тоа што знаете дека ништо не разбира. Мислам, тоа сака да го каже. Зашто директорот? Мислам, нема за според. Значи ние сега во поранешниот, не оваа тема подобар, поранешниот систем беше Совет за радиодифузија, кај што председателот на Советот беше тој што го раководи тоа тело. Имаше. Кога се промени во Агенција за аудиовизуални медиумски услуги, тогаш директорот доби поголеми ингеренции, а Советот за одредени конкурсни прашања или одземање на дозволи одлучува. Оперативниот дел е на директорот и тековната работа. Сега со новиот закон, дел од ингеренциите заврши расправата на Министерството за информатичко општество, на ЕНЕР се затвори, очекуваме одредени решенија сега да се направат, но како што гледаме, се враќа одредени ингеренции повторно на Советот, ама пак директорот останува. Директорот е најстручен, најоперативен и он заедно со стручните служби ги планира потребите на публиката и ги истражува сите деформации. Во конкретниот пример, ова беше една показна метода на целата заедница да видиме дали некој нешто истражил и докажал дека имаме медиумска концентрација и деструкција на пазарот. Директорот за тоа има плата, обврска законска да тоа да го стори. И се шо вика, он е многу креативен. Па да, вие ми поднесовте сега, ама јас ќе ви давам 15 дена рок и ќе видиме тоа. Не работата ти сега даеш 5. Ти си требал тоа да го направиш пред 5 години. Јас документот го имам 2 години, брак. Ама 2 години ми требаше да излезат они сами да се докажат дека имаат уште фирми во Македонија што се поврзани. Сега е касно веќе он да кај креативни. Кривишното дело е сторено. Зошто е тоа битно? За да ако ние немаме услови на пазарот, регулаторното тело ни бара да произведеме програма. Таа програма ни требаат пари. Граѓаните очекуваат од нас квалитет, така? Второ, од нас очекуваат вредности. Вие не можете да фаворизирате дека се вредности турските серии. Ја да сум на тоа место, не можам да ти признам домашна продукција со превод на турските серии, дека ова е твоја продукција. Знаете ли дека тоа е така во Македонија? Катастрофа. Турските серии се сметат за домашен производ, бидејќи... А всушност сега се македонски серии? Наши се, затоа што титул има. Значи, тие сега Синхронизација, таквата дисторзија, место да се фаворизира, да се произведува вредности, да се подобри амбиентот во публиката, ние фаворизираме шунт и квази вредности. Добро, сега не може да кажеме дека се шунт или тоа, се има своја вредност, меѓутоа не може да се продаваат како домашен производ. Да. И тоа е повеќе забава отколку нешто што е вредност сега, ако земеме така. Ајде, да речеме, јас не сум поборник за тоа, бидејќи сметам дека тоа може да биде ограничена количина. Ево, Хрватска имаме ограничена таа количина. Не е тоа масово како што е кај нас. И број 1 гледаност, и тоа се прода на пазар. Квалитетот на понудата е крајното решение што е? Што сега во законски норми се прави. Јас сум поборник да се стави еден нагло рез, дека периодот од 90-те години на медиумската транзиција завршува. И условите се поинакви комплетно. И сега имаме нова технологија, нови медиуми. Има нова публика. Младите ќе ни бегаат на кабел, ќе ни бегаат на интернет.
Нема никој нас да не гледа и да не слуша повеќе. Ќе изгубиме цела генерација, медиуски не можеме да ги образуваме. Значи, ако ставиме еден период дека е од 90 години, 25 години е доста корес, и дека се имаме нова фаза, нас ни треба компетентни луѓе прво во агенцијата. Тие политички доедени, лобирање, лица со кариера кои што се сега моментално па бараат спас од странски фактори, ќе мора да си заменат. И да дојде време на вистинска постојање на пазарните услови. Ако се прави веќе нов закон, тоа се предвидува во новиот закон или Не, во новиот закон, извини ден, во новиот закон сега имаме една друга интервентна мерка за слобода на говор. Знаете дека Прибе, препраќите од Прибе беа прво Македонија, ајде да почнеме од тој дел, слободата на говорот. Македонија е на 126-то место по слобода на говор. Зошто? Затоа што е квази-медиумската индустрија не доведе во завидна ситуација под влијание на извршната или парламентарната власт. На главна цел сега е да се таа саморегулација, до таму дојдовме да го регулираме, што за нама се буни, член 63. 61. Да се казнуваме ако не сме избалансирани при информирањето. Секаде у нормален свет тоа е само Тој најавата го спомнав, дека дури се побунија, па овие рекоа дека ги оповлекле, но за нама се уште не верува, што е нели исто. Добро, ама моментално гледам дека интересот е да се надмине таа слободата на говор и слободата на информирање, ама се става во... Особено што пред малку спомнавме дека политичките партии си ги поделија медиумите, па сега имат, нели, особено се виде тоа во време на изборите кога Па не е баш дека си ги поделија, не е баш дека си ги поделија медиумите. Медиумите чекаат да завршат изборите и да видат на која страна ќе тргнат. Така. Нашите искуства така покажуваат. Ако некоја политичка партија има пари да финансира свој медиум, тогаш се труди на секој можен начин. Претходната влада тоа го правеше најбезобразно и најбескрупулозно. Со наши пари финансираше опстанок на медиуми за тие да действуваат како нејзини гласноговорници. Прашате зошто директорот? Затоа што ние кога решивме со претходниот закон, не решивме ние, решија тогашните законодавци, да правиме агенција, советот кој што би требало да е регулаторното тело, го направивме хонорарно тело. Сега истовремено се предвидува советот да стане професионален, што е почест случај во Европа, а истовремено да има моќен директор. Директорот во такви случаи не е потребен. Главната извршна функција, она што е представување на советот пред јавноста и пред другите фактори, го работи председателот на совет. Така е во Хрватска, така е во Србија повеќе, додека постои нешто што се вика, може каква сакаме титула да му дадеме, раководител на стручните служби кој се бави со тие техничките работи на водење на една администрација која што советот зад себе мора да има за да може да си ја работи работата. Знаете како, имавме 3 шанси досега, значи 3 носења на закони, кога можевме да пробаме да ставиме таков ред што ели Горан, претходно анализа, ако треба странци ќе викнеме, ако не си веруваме сами на себе, кои што ќе кажат Македонија има 520-30.000 домакинства, значи толку е пазар. Мора ли странци, ако веќе сме земале странски закон кој што бил добар за Белгија, не чини за нас. Истото тоа, ја ќе им го кажам, ама мене нема да ми веруваат. И сега кој ќе дојде некој странец ќе го каже, Белки ќе каже. Меѓутоа пазар што има 550.000, колку 560.000 домакинства си. Во Македонија, да речеме во Америка има 7-8 телевизии на тој пазар. На тој пазар. Има 11 радија од кои што најповеќето се форматирани музички, и тоа кога мислам форматирани музички, мислам класик рок, кантри, не знам, джез, фолк и така натаму. Има еден можеби 2 печатени медиуми, дневни весници, може ќе има нешто магазини, може ќе нема, меѓутоа тоа весниците настрана од целата оваа приказна, тие се сосема друго прашање. И сега ние никогаш не сакавме, не е убава сега кој ќе да затвараме медиуми, знаеш, ние имавме една затекната ситуација, значи ние можевме тогаш со секој закон што се носеше, меѓутоа првиот совет немаше
тој не ни беше регулаторно тело, тој беше советодавно тело на владата на Република Македонија. Не. Првиот совет беше тако. Не. Регулаторно тело, меѓутоа последната одлука носеше владата. Вториот совет Недвосмислен беше предлогот. Вториот совет беше ги имаш сите потребни ингеренции. Тој почна да носи политички одлуки и на крај 2011 дополнително со проширување на составот скроз го политизира. Третиот совет се задржа тој систем на овластени предлагачи, кој што кај нас излезе дека наместо да штити од можните корупција и притисоци, него политичките и економските центри на моќ го искористија. Зошто да влијаме опште под на советот кој ќе влијаме врз овластените предлагачи за да ги делегираат оние членови што мене ми одговараат. И на крај уште и адхок тело разговара. Видете сега, да бидам искрен, ја тоа и на Не, збориме воопшто како идеше. Во моментот кога се договорија дека ќе има адхок тело што ќе следи изборите, они требаше да дадат колективна оставка. Апсолутно. Ако И јас се слагам. Тоа го имам слушнато. Па не, Тоа е тоа. По експлицитен пример што означава адхок телото. Добро. Значи, ние нешто мора да пробаме да регулираме. Светот сега планира да почне да ги регулира Facebook и Google, затоа што тоа нивното. Дали сакаве, ќе почнат прво со тоа дали ќе плаќаат данок моника што сакаат или секаде кај што прават Не, за говор на омраза. Говор на омраза па данок. Мислам, логиката е таа. Да. Европска Унија сега се реновира, се преработува директивата за аудиовизуелни медиумски услуги и дел од онлайн видео сервисите ќе влезат под нејзина ингеренција во делот што се однесува на говор на омраза и во делот што се однесува на заштита на малолетници. Така што и интернет медиумите, односно интернет сферата, не би рекол интернет медиумите, поскоро или покасно. Во Америка нивното регулаторно тело сега одлучува да се укине нет неутралност. Значи, ако укинат во Америка, каде што интернет е концентриран во Америка, како тоа ќе се одрази на нас, тоа тек допрва треба да видиме. Меѓутоа, постојат огромни шанси, како што стојат сега работите, значи да се престане со политиката на нет неутралност. Што тоа ќе значи и за нашите онлайн медиуми, и за Facebook, и за Google, и за се живот, допрва треба да видиме. Најверојатно големи технолошки компании, Verizon, тие таквите Viacom што се интернет оператори, ќе добијат уште поголема моќ, па тогаш ќе треба да мислиме како нив да ги сечеме, меѓутоа, знаете, се случуваат толку многу работи во светот што ние истовремено расправајќи се за нас битни работи, забораваме да погледнеме што ни иде од надвор и со што допрва ќе треба да се расправаме. А тоа не смееме да си го дозволиме. Ако, значи, овој дел да го завршиме, па после рекламите ќе се навратиме на јавниот сервис, меѓутоа многу интересно се спомена дека постојано и тоа беше и едно од најголемите обвинувања дека се користат владините реклами за купување и одржување на медиумите за да може да се имаат пред нели да може да манипулира со јавноста преку медиумите, а сега веќе многу интересно дека новата извршна власт која што дојде веќе доби нели критика која што вели Европската комисија порачува да не се троши време на пиар именување на закон за медиуми што не е приоритетно, туку да се концентрира на реформите. Па веројатно дека тоа е една од болестите што се влечат уште од 90-тите. На кое точно мислите? На владино рекламирање? На владино рекламирање на нешто што се вели, прво што се зафаќа тоа се медиумите. Значи тоа можда интересно е новака. Знаете како, владиното рекламирање е мисномер. Тоа никаде не постои. Постојат кампањи од јавен интерес што ги спроведуваат одредени јавни институции, меѓу тие јавни институции тоа е има и јасно, владини тела. Ја го зборам ја го посочив како едно политички обид за нели. Тоа е затоа што на сите им одговара. И собствениците на медиумите треба да дадат плати, треба не знам да платат сметки, треба да инвестираат, пари нема, секоја пара е добре дојдена. Знаете како, Македонија, еден од основните проблеми што ги имаме, не само во медиумите, генерално, е што ние сме нели мала држава со слаба економија, висока невработеност, мали плати. Тоа ја поевтинува корупцијата, кај нас корупцијата е ефтина. Знаете како, ако вие сте новинар и земате плата од, не знам, 300 евра, 400 евра, и секој што ќе дојде со 600 евра има огромна моќ на убедување. А 600 евра е ситна корупција, не разбирате. Кај нас корупцијата е ефтина, ние сме сиромашна држава, секоја пара е битна, посебно ако вие сте тргнали да водите нешто што е скапо, што е амбициозно, национална телевизија, мислам,
паричи, не знам како да ви кажам, јас скоро разговарав со колеги ваши од албанска редакција, да не спомнувам имиња, и реков, добро, зошто вие како, не знам, како Топ Channel или како Канал 21 не се обидувате да одите на регионален пазар, затоа што јазичниот пазар, јазичната компонента е многу битна кај медиумите. Вика, не можеме да се надпреваруваме. Они нашиот годишен буџет, не знам, Топ Channel го троши за една шоу програма во тие 4 месеци колку што оди на телевизија. Тоа е нашиот годишен буџет, така и се другите шоу програми и нели нам набавка на спортски надпревари, на квалитетна игра, на серија, на било што. Така да тоа е тоа. Кога го споминав ова сега, нели, се навративме на контролата врз медиумите и поделбата на медиумите помеѓу политичките партии. Интересно е дека особено во време на избори се казнуваат медиуми, а го споменав, нели, и онаа претходно како политичките партии се гледаат на медиумите како на своји, па нели со самото неучество ги ставаат во позиција да бидат казнати. Дали тоа со некој закон може да биде надминато? Виктор? Мислам дека беше јасен Горан кој рече за само регулација. Тоа е една телевизија, конкретно оваа телевизија, која што е општ информативен карактер, 65% од програмата треба да му биде информативен дел. И доаѓаш прв круг и втор круг и нели имаш етикета дека си, не знам, припадник на опозицијската коалиција и тебе партијата која што на власт не ти доаѓа во емисија, не сака да ги канеш и така натаму, и тоа е во ред. Може тоа е нивна политичка одлука, немам намера као политика да отера. И наеднаш, нели, доаѓа еден, втор, трет од опозицијата и го ставаш во вести. И добиваш казна. Зошто? Сум бил неизбалансиран. А веќе чекај, сум ги викал, така натаму. Баш кај сум информативна телевизија. Дебатата е информативна. Вестите се информативни. Значи, тоа е... Така звучи глупости, меѓутоа, знаете како? Цветин Чилиманов и Горан Трпеновски трпе, кои што дојде од две различни страни во адхок телото, јас ги предупредив. Кога ќе влезеш во агенцијата за аудио и аудиовиз... АВАМО, кога ќе влезеш тамо, внимавајте да вие 5-6 луѓе. После 2 часа ми се јавил, вие вика, мислат дека сме толку глупави што можат да не... И тоа се во делот на програмски сектор. Агенцијата, значи, иако они Дејан сака да го представи директорот или на агенцијата или раководителот на стручните служби дека тоа треба да биде технички. Значи, он е клучниот играч. Нема технички. Луѓето што одлучуваат, да, носат на душа. Медиумот зеле лиценца, зашто е одзеле и така. Меѓутоа, он треба да го изработи целиот тој дел. Тој човек треба, или таа личност, извинам за да не биде дека во машки род збориме само. Таа личност треба да биде оперативна, да ги знае сите, затоа има голема плата, затоа има шофер, затоа има кола, затоа има телефон и така. Тој мора да ги знае сите работи. Вака ви кажем, има еден газда на телевизија кој што има соодветен проблем, каде што одреден обвинител му донесе пресуда во изјава. Да е вистински директор тој. Тој ќе го викне тој обвинител, ќе му рече, види, имаш презумпција на невиност, има судски процес, малце ќе внимаваш со изјавата, бидејќи ти го кажеш преку медиум. Медиумот ја креира јавноста и јавноста танк вика, аха, овој е криминалец. Ме разбирате? Значи мора да внимавате. Значи тоа е неговата работа, не е неговата работа да се прави велики директор. Да не се разбереме погрешно, предупредува дека е време за реклама. Само уште една работа. Дали знаете дека значи кабловските телевизии плаќаат лиценца ко за 550.000 домакинства, а во Македонија официјално од извештајот на АЕК, Агенција за електронски комуникации, пише дека има 400.000 домакинства. Тоа се 150.000 субјекти кои што нема пример, кои што не дојде и ако е 40.000, а ова е само 75%, значи сум дошол до граѓаните, као телевизија треба да платам 30.000 евра лиценца. Со 10.000 евра ќе регистрирам коли, ќе купам зимски гуми, летни гуми, така натаму, шоферите ќе ги облечам за може да се грижат за безбедноста на новинарите и така натаму. Во агенцијата си викаат, имаш пари ќе си платиш и готово. Не размислува, тоа сакам да ви го објаснам. Да не се разбереме погрешно, тука не бараме да биде одземена нечија лиценца и новинари да останат нели повторно да се раскачуваат кој каде би работел, повеќе гледаме за тоа да се најдат решенија кои што не би довеле до таква една ситуација. Ајде да ги погледнеме рекламите. Еве не во последниот дел од ова вечерно отворено
студио посветено на медиумите и регулацијата, односно дали медиумите се простор за регулација или простор за манипулација, дали конечно ќе добиеме стратегија. Дојдовме до делот каде што ќе подискутираме околу јавниот сервис. Јавниот сервис е потреба на секоја држава, на секој народ, да си има еден јавен сервис кој што ќе ги задоволува сите оние општи потреби. Од јавниот сервис бараат вториот канал да биде сега само на албански јазик, така е едно од решенијата, и за самата потреба на вториот канал потребни се најмалку 90 нови вработувања за да може тоа така да профункционира, бидејќи според новиот договор би требало да се добие уште еден канал, односно четврти канал на македонската радио телевизија, за да може да ги се задоволат сите Чекај му услуги. уште. Баш ке имаат дозвола за дополнителни програмски сервиси. Така да? Од каде има? Имаат. Бидејќи имаат 2 мултиплекса. Нема врска тоа капацитет. Сега за сега знаеме за 4. Дека што 4, би ама требало имаат и да бидат. одлука донесено, да знаеш. Значи, ќе ме прашаш нешто или да почна да зборам? Добро, повели. Значи, вака. Зборот ми беше намалени пари, а има таа големи среќа што сме во потреби. Европа, каде што превладува системот во радиодифузен систем, превладува системот на јавен радиодифузен сервис и комерцијална радиодифузија. За нас е тоа битно затоа што сме мала држава, сиромашна, со мал пазар, а јавниот сервис и по својата мисија и по функции, а и по закон во одредени делови мора да ги задоволува нашите информативни, образовни и забавни потреби во областа на радиодифузијата. Дополнително, се што ќе кажеме, начелно, ако се договориме дека нешто мора да има во радиодифузијата, мора да има програма, не знам, на езиците на малцинствата, мора да има програма за млади, мора да има програма за алтернативна култура, тоа е примерна задача на јавниот сервис. Мора да има локално информирање, јавниот сервис тоа ќе го организира. Значи, не знам како да го кажам ова, а да не излезе тоа како што одат трендовите, стеснување на пазарите, тоа што веќе го спорев, се помалку пари. Ние комерцијални медиуми може и да немаме на волкав пазар. Во еден момент, ако нема комерцијален интерес за собствениците, ако тоа само им губи пари, а не им прави пари, што во моментот е основа да се сомневаме дека е така, ние може да немаме приватни комерцијални радиодифузери. Јавниот сервис е затоа клучен. И ние сите овие години ја имавме таа несреќа од друга страна. Некој дека имаме среќа што имаме, што сме во Европа, па имаме и обврска него да го имаме. Меѓутоа, ние сите овие години, значи, го подценуваме, тој е подфинансиран, кадровски, технички, како сакате, никој не се грижал за него. Нека зимаат некаква плата тие луѓе и толку. Само не е интересирало како ќе известува и тоа како ќе известува аспектот на двете главни политички партии. Значи, целиот општествен плурализам го сведовме на политички плурализам, а политичкиот плурализам го сведовме на две политички партии и евентуално уште две во албанскиот политички блок. И суштината е во следното. Јавниот сервис колку канали ќе има, што ќе прави и како ќе прави, основата е треба да одлучуваат граѓаните преку своето представничко тело таму, а тоа се вика програмски совет. Значи, она што ни треба наидно, тоа што требаше да го направиме ние уште 91-2 година, или во некој од неколку точки наваму, значи, ние мора да имаме прво една широка јавна расправа која ќе вклучи сите можни заинтересирани страни, а во случајот на јавниот сервис тоа се сите граѓани, затоа што нив треба да им нуди некакви услуги по разни основи, и да видиме што точно сакаме, што очекуваме од него, каде треба да биде акцентот, дали сакаме од него спорт, култура, филмови, сакаме повеќе вести, сакаме повеќе дебати, било што, па тогаш да седнеме, да пресметаме колку тоа ќе чини, па тогаш да видиме дали имаме пари, од каде би можеле да ги најдеме и како ќе финансираме. Во моментот, тие пари што ќе му дојдат на јавниот радиодифузен сервис, дури 1% да се, не 0,7%, тие се трагично премалку.
Знаете, еве сега ако видите четири Токму затоа канали, спомнав. значи И овие пари што се канали, планирани се помалку од оние пари што ги примале, а веќе треба да примат повеќе луѓе за да можат да ги обслужат сите затоа велам. потреби. Ние мора да знаеме што очекуваме од него, што сакаме, што он треба да ни даде. Значи тој треба, што треба да информира, треба да биде основен инкубатор за квалитетна играна документарна програма. Треба да биде наша аудиовизуелна архива национална. Треба да има образовна, треба да ги задржи децата, треба да има да креира своја публика за војнина, апсолутно, што треба да се грижи за маргинализираните. Како што е ситуацијата со локалните медиуми, кои што па ептен ништо, не знам од што живеат тие луѓе, стварно ми е нејасно. Значи, тој ќе треба почне да се размислува за еден канал или да се интегрира програма на региони или локална програма или како тоа ќе биде известување од сите локални региони во рамките на неговите програми. Дали тоа ќе биде заедно со, не знам, на втор канал, заедно со малцинствата, не е битно. Таму ќе треба да се инвестира. Секој од овие нови редакции, затоа што ќе имаат повеќе време да пополнат, ќе значи нови луѓе, ќе значи цела редакција. Да не зборуваме само за тој нов канал што ќе биде на јазикот, нели, на што го зборуваат 20, повеќе од 20% и така натаму. Ние прво тие работи мора да ги утврдиме. Много интересно, секогаш кога ќе се спомне јавни сервис, сите размислуваат на македонската телевизија. Што станува со македонското радио? Имаме представник од радијата, извини вака, апсолутно. Ако може имаме едно македонско радио, прва е, втора програма, имаме и трета програма што е сериозната музика е таму застапена, нели, класичната музика и културата повеќе. Што станува со радиото? Како едно време тресеше македонското радио. Колку ви е сега конкуренција? Бидејќи сте прво нели приватно радио, како гледате тогаш, каква е сега состојбата? Затоа ве прашувам. Македонското радио е добро медиум. Се уште, за разлика од телевизијата. Се уште има добар имидж, добри луѓе. По дефиниција, оно е општиот сервис. Македонското радио прави некомерцијални програми од 7 до 77 во секој време за секој се. Затоа мора да има и народна музика, и класична музика, и информирање, и вести, и детска програма и така натаму. Тоа не значи дека он гони публика да се надправува со нас, со комерцијалните. Во минатото до 98-7 Македонско радио беше прва послушаност. За да го поминиме, сега е 5-6, но тоа не значи дека он нема квалитетна публика. Бидејќи ние не таргетираме само број на луѓе, ние структурално ги таргетираме по образование, по социјално-економски статус, општествена улога и така натаму, што Македонско радио малку сега остана со постарата публика, помладата генерација изгуби навика да ги слушаат. Затоа и ние имаме една друга тактика во нашето програмирање, ние таргетираме, нашиот канал таргетира 27-47, но имаме простор и место за да ги едуцираме помладите кои ќе станат 27 да останат кај нас. Македонското радио тоа не го прави. Она ги обавува својата основна функција. Кога што знам, многу не се инвестира таму, технолошки се многу назад, опремата и столчињата, пред малку со Драган Антоновски разговаравме, дека истото столче кој работел таму пред 20 години се уште таму. Инвентарот е катастрофа, музика, иако има пари, но никој едноставно е забравено, а они својот процес го работат. Вториот програм е многу интересно, бидејќи со законската регулатива ние се бараше од нас да имитуваме 30-40% македонска музика и се уште тоа го правиме. Во законската регулатива беше тоа обврска само на првиот канал, ама не на вториот и на третиот. Сега ние бараме да биде и на вториот и на третиот, а ние да бидеме исклучени од македонската музика, бидејќи беше премногу терет за приватните медиуми, приватните радија, да бидеме таргетирани, да се фокусираме на една популација, а мораме да пуштаме македонска музика. Македонската музика нема доволно жарн за да произведеме доволно поп, доволно рок и доволно джаз. И затоа ние сите сме унифицирани, односно сме патриоти на наша сметка, а не и вршиме работата на Македонското радио. Македонското радио втора програма е екстра комерцијална. Да слушате музиката како да е хит радио Антена 5. Зошто тоа? Ние го плаќаме ко претплата, он тоа го прави. Значи, едноставно програмскиот совет, као она што е работа на програмската стратегија на регулаторот, пак ќе се вратам кај него, што да ги послучи Македонското радио кој каква улога ќе има, тој го остава така, они да си решат. Јас сум поборник до таму
да Македонската радио и телевизија добие лиценца од страна на регулаторот. Знам дека Дејан не се согласил со мене, но зошто? Или да се даде на приватник. Заштото? Не зошто? Бидејќи ние како држава бараме некомерцијалните програми на јавниот сервис да имаат основна функција да ги задоволат потребите на публиката. Советот за радиодифузија од нас ни дава лиценца за да задоволиме публика од општ формат на радио, од специализиран формат на радио, од телевизија ваква или таква. Така. Ако не извршува јавниот сервис таа функција како што не извршува сега и што ни е тема на разговор последните 10 години, тогаш тој треба да изгуби лиценцата. У нормална држава, ако таа телевизија што ние плаќаме не ја врши својата функција, прави загуби, ја зимаме лиценцата, ја даваме на приватник. И му викаме ти ќе пушташ народна музика, концерти, ќе вршиш преноси од Одлично, нека организира детска радиодрама, воопшто радиодрама, нека организира и образовни програми. Зошто? Бидејќи ние тоа го плаќаме, ако државата од буџет одвојува милиарди, и тие милиарди денари не завршуваат на вистинското место, тоа мора некако да го добиеме производот што го бараме. Што е сега последната расправа, што се бара? Малку пари, 0,701. Ја друго ќе прашам, а кај се парите трошат? Како ние со многу помалку пари произведуваме повеќе програм од нив? Значи, не домакинското работење, не знаењето на менеджментот да ги организира и програмскиот совет, дојдов во ситуација да ние ја покриеме загубата. Како тоа државата сега ќе покрива загуба на менаџерот таму, кој сака нека е менаџер. Има да одговара. Не е проблем. Ако он со парите што ги дал не знае рационално да работи, има да сноси одговорност. А јас така може да бидам директор на 100 телевизија ако сакаш. Јас ќе трошам колку сакаш и кој ќе дојдеме на 31.12 и ќе речем државата, министре, молите покриме ја загубата, не бива работа. Виктор, да ја привршуваме веќе дебатата, 21 ден. Македонската радио телевизија е една приказна која што ќе пробам да бидам конкретен и сконцентриран. Значи, е вака да знаете. Да, јас се слагам со Горан дека треба да се види кај се трошени пари, што се трошени, зашто не е употребено во македонско радио, колку луѓе се и така натаму, и тоа не треба да биде, што вика еден широк спектар на луѓе, сега паќе за да кажуваат приказни кои што немаат никаква врска со бизнисот, туку треба да бидат донесени менаџери. Газда на тој сервис е парламентот на Република Македонија, тој е одлучил да биде формиран, тој треба да донесе вистински луѓе кои што ќе имаат извршна моќ. Дали знаете дека ако има утакмица Лига шампиони, треба да потпише спортскиот новинар дека отишло утакмицата за да може менаџерот да ги плати правата за пренос. И нормално спортскиот новинар за меѓународна соработка вика види јас со фактури не се расправам. И сега се билда трошоци. И на крај кој ќе биде одговорен, како што рече Горан, менаџерот. Зашто? Затоа што некој му кажал, тој не му се меша уредувачка политика, туку му вика во овој дел кој што е за пари, треба јас, ако веќе ја одговарам, во централен регистар пишува управител, тој и тој, не одговара никој друг. Ако сака програма да се купува, кажува главниот одговорен уредник на телевизијата, а на крај па менаџерот одговара. Така да затоа треба брзо потезно, има луѓе кои што ги разбираат работите. Јас се слагам со Дејан во делот на програма дека треба да се разговара и така натаму, меѓутоа во делот на финансиската состојба, во делот на како се вика начинот на поставување и организирање на самата македонска радио телевизија треба да биде на принципот на еден приватен медиум. Точно е, значи си има уредувачка политика телевизијата, главниот одговорен уредник има право да се однесува согласно како што треба, согласно законот. Точно е, има технички директор и така натаму. Директорот ги наблюдува сите. Тој кажува до кај ќе оди. Не може да биде отфрлана неговата иницијатива. Сега да ви кажам колку е наша држава ступидна, баш кога сме кај Македонско радио. Во вториот круг за удел на МОЛК бил спомнат името на министерот за земјоделие, Љупчо Николовски, мислам дека сека. Заради тоа не одговара ни новинарот, ни уредникот на Македонското радио, казна за МРТВ, казна за директорот на МРТВ. Ето тоа е Македонија.
Значи мора начинот на функционирање, начинот на одговорност. Тоа фали во македонската радиотелевизија. Тоа приказни за мали деца дека сега види втор канал, па четврти канал, па сега 90-100 души. Затоа кој ќе имате квалитетен менаџер, ево како Горан Гаврилов, кој што си ги знае работите, ќе им каже ти дечко сега работиш тоа и тоа, значи не доаѓаш таму да пушиш цигари и да пиеш пиво во режија, него ќе работиш. Имаш обврска да работиш. Не може да им биде принципот на тие вработени. Ме многу жал за голем дел од тие луѓе. Да им биде принципот на работа и види одлично државна работа и буткај се. Кој е крив? Директорот е крив за све. Не бива таа работа. Затоа кога зборат за стратегии, значи, ова регулаторно тело, кое што треба патем да пише стратегија и за МРТВ, е апсолутно недоветно, неспособно, нема представа како да се постои на пазарот. Тоа е првата работа и заради тоа, јас, како Виктор Грозданов, без разлика што имам мои лични ставови по однос на моменталната позиција, односно на власта, дали сум ја контра нив или не, за оваа работа најсесрдно ќе и помогнам на медиумската фела, заради тоа што медиумската фела се обедини. Не е ова политичка хајка. Значи овде медиумите викаат, дај луѓе, стопирајте работата, можеме да живееме. Мислам тоа, ја вака не у ракавици. Они тоа го зборат. Не може 25 години анархија да има. Не постои. Мора еднаш да се каже стоп. Слушајќи ве вака, би завршил со Дејан Георгиевски центар за развој на медиуми. Дали е, развој ќе, докаде ќе дојдеме со развојот? Дали ќе се извлечеме ова што го бараат сега медиумската фела? Уште една работа сакам да додадам околу јавниот сервис. Јас се повеќе се враќам на старите позиции на нашата организација, односно на мојот претходник во Центарот за развој на медиуми Роберто Беличанец, кој ја заговараше во еден период идејата за француски пристап кон проблемот. Значи, во еден момент го укинуваме и го правиме од нулта точка и затоа е тоа битно, затоа именно. Затоа е битно во тој меѓупростор да го направиме и тој муабет, ја што го спомнувам, за да видиме, за да можеме тоа да го димензионираме, па вклучително нели и персонал, колку ќе биде, не само програма и така натаму. Не знам што да ви кажам. Значи, тоа што неколку пати го спомнав е дека ситуацијата е се потешка и тешко ќе биде подобра. Тешко дека ќе биде подобра за традиционалните медиуми. Она што ние во целата таа, сега не само од медиумска, во еден битен дел од медиумската страна, во целата таа работа ние некако треба да најдеме начин да зачуваме еден тип на новинарство кој што е потребен и на јавноста, кој што јавноста и го бара и треба, значи тоа новинарство, не знам таму како што викаат странците, што ја зборува вистината на моќта во очи, што открива, што разоткрива злоупотреби и така натаму и што работи во интерес на јавност. Најверојатно е дека ние ќе мора да се договориме дека таквиот вид на новинарство, кога више никој друг не може да го финансира и не може од друго место да пари, ќе го финансираме сите. Веќе имаме една куќа во радиодифузијата што се занимава со тоа, таа е правена токму за тоа. За сите да ја финансира, за сите нас да се грижи и да одговара и да се занимава со работи со кои што комерцијалните можеби и не би сакале. Како тоа ќе се реши и како се ќе изгледа за 10-15 години, ја не верувам дека има човек во светот што знае. Брзо се одвиваат веќе работите кога се медиумите во прашање. 10-15 години е веќе многу долгорочна стратегија. Најверојатно за 20 години нема да има линеарна телевизија, така што Георгиевски, Гаврилов, Грозданов, ви благодарам за учеството во оваа дебата. Останете со програмите на Нова.